Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека не се водат преговори за влез на ДПА во владата. Тој вели дека останува на определбата на сегашната владина коалиција за унапредување на соработката и со други политички субјекти и поединци во парламентот, особено од важност за она што представува национален интерес, реформи и главни приоритети на граѓаните. Буџетските приходи ќе се зголемуваат единствено преку зголемување на акцизата за нафта за 3 денари. Тие пари, како што најави премиерот Заев, ќе завршат во капитални проекти во образованието, за детските градинки, за библиотеки, за рамномерен регионален развој во општините, во здравството и други важни сегменти. Ова го правиме со цел да не го зголемуваме дополнително јавниот долг, рече Заев, презентирајќи го предлог буџетот за 2018. Владата на Косово денеска додели вкупно 219.000 евра за семејствата на осудените за случајот диво населје и за загинатите во инцидентите на 9 и 10 мај 2015, јави Портал. Мерката ја објави премиерот на Косово Рамуш Харадинај. Доделени се 219.000 евра за покривање на трошоците на семејствата на осудените и на загинатите во Кумановскиот случај, изјави Харадинај, објаснувајќи дека тие пари ќе бидат распределени по 10.000 евра за семејство.